Šeri, što ki готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Полека сме при крај од овој дел од емисиите од Шери, што ќе готвиме денес. Епа да, уште малку, ќе треба да ме трпите. Епа тоа е. Ќе направиме уште една специфична рецепта денес. Што ќе готвиме денес? Шери. Ајде да видиме што имаме на располагање. Па првото што ми доаѓа овде, имам 2 филети од пастрамка. Одлично, зашто да не? Што имам овде? Сирење, да. Сирење да му ставам. Да. Зашто да не? Имам овде протеинско. Океј. Со тоа, обавезно ми треба малку крем. Што ќе му ставам уште на тоа? Корнишони, кисело, со сирењето. Одлично. И. Да. Имам уште сланина. И продолжуваме, додаваме. Ајде. Што може уште да се додаде? Ми остануваше брокула. Таман, мешавина, врв. Ајде, да не претеруваме, мислам ти е доволно. Ба и фрижидерот кажува, Марк, стоп, доста. Вуала. Пастрамка. Салакис протеинско. Крем. Корнишони. Сланина. Брокула. Епа ми треба уште тестенини. Обавезно. Мислам да направам. Ајде. Шпагети. Одамна што не направив шпагети. Шпагети, парчиња, мешано, сланина, крем. Ова ќе биде многу вкусно. Ајде. Калм. Ставаме да се вари, да се варат тестенините. Му треба вода, обавезно. Ајде. Тестенините, овие долги шпагети, мало тенџере, знаете што, ќе ги скршам на половина, ќе биде полесно, ќе се варат и полесно. Можеме да ги направиме како фиде, ама не. Така. Вала. Доволно е. Одлично. Така, максимална. Ајде. Макси. Така. Малку сол. Така. Нека се топли. Ова. Тестенините. Искршам на половина после и ќе ги свариме. Што да правиме со пастрамката? Ајде да видиме прво на што личи. Вала. Филе од пастрамка. Таман. Едно филе. Второ филе. Многу лесно. Пастрамка филетирана. Ова за фрлање. Океј, што да правиме? Да го пропржиме, да... Аирфраер. Има одамна што не го употребив. Ајде, ќе ги ставиме вака, да се пропржат во аирфраерот, чисто да ги имаме на располагање. Знаете, пастрамката, која печите малку, кожата лесно се вади. Да не се мачиме сега со ножот, ќе ја ставиме директно во аирфраерот за 5-6 минути. Мислам, оти ќе биде печена. Ќе извадиме кожата и после ќе го употребиме месото што ќе го мешаме со тестенините. Вала, чисто така. Видовте? Аирфраер, го ставам рибата внатре. Ајде. Таман. Ајде, терај. Бришиме маса. Така. Океј. Сега ќе правиме гарнир. Кажав, ти ќе употребам сирење, корнишони, нова тегла. Мислам корнишони, не, ќе ставам еден. Корнишон. Вуаля, корнишон. Ќе ставиме парчиња
od брокула. 2, 3, 4 така малички. Одлично. Па знаете што? Ајде. Стеблото не го фрлајте. Може се прави одлична супа со тоа или гарнир за тестени или нешто така. Убаво да се исчисти, да се излупи, оти ова е тврдо кога го варите, го сецкате на мали коцки и го мешате или во супа или ви кажам како гарнир, како зеленчук. Јас го ставам на страна, нема да го употребам денес, ќе ми биде така, ќе ми биде спремен. Ајде, ова мали парчиња, ака брокулата, ја сечам на половинка. Супер. Брокулата не ѝ треба многу време за да се спреми. Малку бланширање, топла вода, одлично. Може и во тава да се пропржи малку. Исто, она ми треба што? 4 до 5 минути за да биде спремна. Во ефраерот многу брзо ја суши. Не ми треба тоа. Сега ќе ја пржиме малку во тавата. Па исто време во тавата, полека ќе ја преме и сосот. Ајде, вајла. Максимално. Така. Малку зејтин. Вајла. Брокула со крем. Многу добра комбинација. Многу ми се допаја мене. Ајде. Направиме малку, пак кажам, секогаш чиста маса, да се работи чисто најубаво. Ова ќе направиме коцки од корнишонот. Така, може во тој залак што ќе го јадете, имате едно корнишонче што ќе се губи, и ќе го имате тој вкус од киселко така. Топ. Имате благо, меко со крем, киселко така од корнишонот. Топ. Тоа е убавината, да кажам, во готвењето и во јадењето, што сетилата што ги имате мора да се шетат. Е така. Да имате благо, кисело, солено, љуто. Тоа се сетилата што ги имаме во устата. И текстурите, да биде крскаво, да биде меко, да биде печено, варено. Ето тоа све се игра во устата. Океј. Ова. Можеме да ги ставиме брокулата. Вака и корнишоните. Е така. Океј. Ова правиме позад. Фраерот си работи он. Супер. Малку сланина. Без сланина тешко да се готви. Не знам дали видовте, ама во многу рецепти им ставам сланина. Сланината за мене е супер, како кажам, гарнир. Па ајде сви. Да ставиме све или да држиме за последната рецепта уште? Не, ќе ставиме све. Ајде. Хап. Така. Комбинација пастрамка и сланина оди перфектно заедно. Пастрамката е риба од река. Убаво да се меша со суво месно. Оти може да се прави и димена пастрамката, а сланината му додава тој шмек така малку посебен. Ете, гледайте. Вуаля. Супер. Ова ќе се пропржува заедно. Како ќе биде убаво. Така. Океј. Ова. Тука. Продолжуваме тестенините. Полека ќе мора да ги ставам, оти нема да бидат спремни. Нема да ставам све, ќе ставам само пола. Е, така. Знаете, оти квантитет по човек, кога се прави за главно јадење, е околу 100-125 грама по човек. Кога се прави како предјадење или како гарнир, 50 до 70 грама, 75 грама, суви. Кога се варени, има дупло до 2,5, како да кажам, квантитет се е така. Хоп, искршив на половина и ги ставив директно во тенџерето. Така. Ова се пропржува. Ајде, не сака да се меша. Се лепи. А не се лепи, заради зејтинот не сака да се меша. Е така.
Voilà. Hop. Ova tuka. A ova ovaka. Bravo. Кога ќе почне да се прже, ќе му додавам секогаш како прам малку вода, ќе се свари брокулата, а другото све ќе биде пропржено. Оу, како е убаво. Сланина, корнишони и брокула. После ќе му додавам дробени парчиња од сирење. Добаво сирење и на крај малку крем. И ќе имаме сос таман. Да не го забораваме и пастрамката, а ние се враќаме на кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Ајде. Ова. Сланинчето почнува да се пропржува како треба. Како кажав, да не забораваме пастрамката. Ова може овде позади. Пастрамката не пада, како кажав. Гледайте. Не ведам. Ова го вратам, чисто е, супер. Многу ми се допаѓа овој начин да се работи со ефраерот, со хартија. Гледайте, ја вадите хартијата, а све е чисто. Гледайте сега. Вуаля. Што ви кажав, со ножот ќе се мачите. Оставите 5 минути во ефраерот, Браво. А знаете што ќе направам јас? Ќе ја држам кожата, ќе ја ставам во ефраерот и ќе правам чипс. На крај да крска така. А ова рибата за мене е спремна уште малку. Ќе ја сечиме на мали парчиња и ќе ја ставиме со брокулата и со сланината. А ова ќе оди пак, чекајте, прво вака нема да оди. Оти има, како да кажам, влажноста. И таа влажноста нема да ми дозволи да направам чипс. Нова картија. И ова ќе го изведам овде. Вуаля. Вака. Врати се. Гледате? Таман. Ќе му ставиме малку сол и доволно е. Ова да пазам. И се враќаме во ефраерот. Да пазиме со хартијата, ќе ми се случи минатиот пат, да хартијата да биде во контакт со тоа што се топли внатре и да ми изгори. Вара. Океј. Како кажав, пастрамката е на 80% спремна. Ја ставиме на крај. Ова се пропржува. Океј. Сега можеме да додаваме овде малку водичка. Чисто така. Вода. Ке се вари брокулата, а меѓу време ќе му ставиме коцки од сирење. Така. Многу ми се допаѓа овај сирење. Овај сирење е малку потврд, овај протеинско, останува така парчиња. Другиот се дроби полесно, овај останува. Убави коцки. Така. Валя. Одлично. Набришиме даската
ја мирисам рибата позади, ја мирисам кожата така како се печи. Видите, на крај ќе направиме чипси, надевам ти ќе успеам. Оти пак ќе кажам, тоа ми е премиера за мене. А многу сакам кожа од риба така крскава. Ставиме како гаднина страна и ќе биде преубаво. Ајде. Ова овде. Стави. Тестенините. Овие се многу брзи. Уште малку и сварени се. Добри сме. Сосот. И окей. Одиме со крем. Крем павлака. Вуаля. Крем павлака. Топ. Таман што ми требаше. Ова е 20 сантилитар, точно 200 грама. За двајца, 100 грама крем по човек. Таман. Валя. Исто. Се меша. Ке мора да му додаваме малку зачини, да му додаваме малку тревки и на крај ќе ги ставиме парчињата од риба. Валя. Убаво, супер. Боите, врв, мирисот, врв, а вкусот ќе видиме на крај. Имаме, ајде, бибер. Биберот и тоа оди убаво со пастрамката. Оти пастрамката го има тој вкус, така малку да кажеме, има пастрамки што имаат појак вкус, има други што се понежни, зависи. Биберот ќе му прави така да вкусот да биде малку појак и да го имате преубав шмек. Ја го сакам. Биберот ми е нешто за мене, ако го не оставате во јадењата, фали. Исто како солот. Да. Малку сол. Не премногу, имаме сланина. Не заборајме, тоа е солена. Чекайте да видим, тестенините оти ми е страв да сварат премногу, уште малку. Они се при крај седалката, ќе ја спремам. Така. Валя. Спремна ми е. Да ја видиме малку ја фраерот на што личи. Што кажав? Марк. Почнува полека да се прават чипс. И превртуваме. И другото. Ке крска на крај. Ке биде преубаво. Ајде. Нека продолжи. Супер. Тестенините. Сосот. Ајде. Шери, што ќе готвиме денес? Тестенините се окей. Ајде. Одлично. Ова може да се изгаси. Ова. Сечиме парчињата од пастрамка. Како ви кажа, гледате. Она спремна е, не? Се распаѓа. Валя. Овие сите парчиња ги ставаме во сосот. 2 минути да се продолжи, да се вари сосот со пастрамката и сервираме. Ние сме, на крај, сме спремни. Ајде, да чистиме маса и да сервираме. Пап. Ножот ми е чист. Масата, даската. Чиста. Ке заиме 2 убави тањири и ќе одиме на сервирање. Така. Валя. Окей. Таман. Ајде. Хоп. Тањир. Големи тањири. Зошто? Ти ќе имаме многу сос, многу декорација. Така.
Ете пастрамката со кремот. Одлично. Таман. Парчињата сирење, брокулата, како јадење имаме. Ајде. Да не забораваме, имаме сланина таму. Малку маслиново масло. Супер. Така. Чеки. Останите тука. Мара. Хап. Треба да земам, како да кажам, штипка, ќе беше полесно, ама не. Ајде, се снаоѓаме. Вуала. Најдовне решење. Така. Хап. Супер. Така. Едно малку појќе, едно помалку. За мојата шери. Не јади она толку тестенини, она повеќе сака пастрамката и све тоа што имаме внатре на гарнир. Ајде. Ова може да стои тука, ова тука. Ете. Вау. Многу ми се допаја. Пак нешто едноставно, брзо, вкусно. А јас ќе пазам малку во ерфраерот, оти ми е сумливо. Да не ми изгорат. Ајде. Не па Марк, чекајте. На време ги извадив. Не, ете. Таман. Оба, се враќа тука. Валя. Продолжувам со гарнир. Ова шери ќе ми биде незадоволна, презадоволна, како и секој ден, ама повеќе она е за риба. Јас сум за риба исто, ама со 4 нозе. Она повеќе со... Ете така. Вака. Одлично. Оди тука. Ова, изгасиме. Да не ви троши џабе. Малку гарнир. Малку зелено. Чисто така. Плюс да има од брокулата, да кажеме. И. Чипс од кожа, од пастрамка. Така. Окей. Таман. Многу ми се допаја. За денеска, што направивме? Пастрамка во сос, со сирење, со крем, со сланина, со брокула, со подлога од шпагети и крскава кожа од пастрамка. Добар апетит!
Шери, що ќе готвиме денес?